Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Меѓу древните вулкански карпи и пештери на врвот над селото Лесново, деновиве планинскиот мир го нарушуваат тешките градежни машини, кои работат на реконструкција на патот што води до манастирот. Всушност, токму од светото место, што е дом и светилиште на монасите од Брегалничката епархија, почна обновата и проширувањето на патот. Свиоците што водат до манастирот, кој одамна прерасна во веско туристичка атракција, наскоро ќе бидат побезбедни и ќе можат полесно да се совладуваат. По завршувањето, со планинскиот пат во должина од 3,4 км ќе се подобри и врската на Лесновскиот манастир со Лесново и Пробиштип. Во увид на работите дојде и премиерот Димитар Ковачевски во придружба на министрите. По направената подготовка за проширување и поставување инсталации за одводнување, сега е во тек асфалтирањето до влезот на манастирот Лесново. Со оваа рехабилитација Лесновскиот манастир, познатите вулкански карпи, пештерите и другите природни убавини и реткости ќе станат подостапни за посетителите. Заедно со велосипедизмот и планинарењето, во овој крај има огромен потенцијал за развој на туризмот. Реконструкцијата на овој пат е од витално значење не само за општина Пробиштип, туку и за развој на регионалниот туризам. Лесново привлекува голем број на туристи, а реконструкцијата значително ќе придонесе за подобри услови и дополнителен развој. Купно 25 милиони денари ќе чини реконструкцијата со проширувањето и асфалтирањето на оваа делница, средства обезбедени од централниот буџет. Општината пак, како што информираше градоначалникот Драган Анастасов, од својата каса издвои средства за поставување канализација и пречистителна станица. Градоначалникот во оваа пригода потсети и на повеќе инфраструктурни проекти во Пробиштип во кои инвестираше владата. Почнувајќи од патниот правец Пробиштип-Крупиште, обиколницата околу Ратавици, Злетово, Древено, Добрево до Пробиштип, капитални проекти како што и денеска сме на увид на овој капитален проект од огромно значење и за поранешна општина Злетово, и за граѓаните на општина Пробиштип, но и за сите граѓани на нашата држава и надвор од неа поради потенцијалот кој што го има Лесново. Навистина многу значаен патен правец, многу значаен проект. Се обврзавме заедно со министерот за транспорт и врски, со министерот за земјоделие Николовски, да во 2020 година изработиме проектна документација, го ветиме овој патен правец и еве сега сме на момент на реализација. Дополнително сакам да истакнам дека општина Пробиштип паралелно работи на самата канализација со пречистителна станица токму во Лесново, поради потенцијалот кој што го има ова место, поради потенцијалот за развој на самото Лесново, каде што се носи и урбанистички план. Уште еднаш изразувам голема благодарност поради реализацијата на овој капитален проект, ќе кажем уште еднаш за Пробиштипјани, поради она кое што го добиваат самите посетители, односно учесниците во сообраќајот, проширувањето, секако новиот асфалт и поставувањето на хоризонтална и вертикална сигнализација. Пробиштип останува во приоритетите на централната власт. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски најави неколку проекти што ќе бидат финансирани, вклучувајќи го и водоводот во Турско рударе. Би сакал да споменам дека преку Министерството за транспорт и врски за општина Пробиштип на располагање имаме преку 680.000 евра за реконструкција на локални улици и патишта и заедно со градоначалникот работиме на комплетирање на документацијата за улиците Македонски револуционери, Христијан Карпош и 3 април. Исто така за подобрување на условите на живење, до крајот на овој месец отпочнуваме постапка во Министерството за транспорт и врски за водоснабдување на населеното место Турско рудари во вредност од околу 5 милиони денари, како и изградба на атмосферската канализација на улица Македонски револуционери во вредност од 4,4 милиони денари. Работите на патниот правец Пробиштип Лесново започнаа на 31 мај и додека траат, патот ќе биде затворен за секаков вид на сообраќај во периодот од 11 до 17 часот, секој ден се до завршувањето на работните активности. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.